Јас сум оделенски наставник Наташа Тодоровска, наставник ментор во Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола, наставник со 28 годишно искуство. Како дел од денешниот вебинар во кој што ќе зборувам јас, значи како посебна тема, ќе биде колаборативното учење или соработката на наставниците во училиштето преку примена на дигитални вештини, значи или со примена на нивните развиени дигитални компетенции, за да се овозможи успешна професионална соработка или успешно реализирање на задачите кои што ги имаме во рамките на при нашите обврски во училиштето. Вечерва со мене и колешката Билјана, која што во моментот ќе ви се представи. Биле повели. Благодарам, Наташа. Добра вечер на сите виртуелно присутни. Благодарам што се приклучивте на овој вебинар во толку голем број. Моето име е Билјана Темелкова, дипломиран филолог по англиски јазик, магистар по настава исто по англиски јазик и веќе 22 години обавувам функцијата најблагородната на свет наставник по англиски јазик, наставник пред се, моментално вработена во Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола и вечерва ќе се надоврзам на темите кои ги спомена колешката и ќе зборувам за изготвувањето на личниот план за професионален развој и професионалното досие на наставникот. Предлагам Наташа да си преземе понатаму. Благодарам. Благодарам, Билјана. Сега во моментот сакам само накратко да размислите како една бура на идеи кои поеми ви доаѓаат кога зборуваме за колаборативното работење и сигурно веднаш што ги отворам, значи тие поеми вие ги имате и замислено. Пред се тоа е тимска работа која што се базира на доверба, на креативни идеи кои што наставниците ги споделуваат во текот на својата соработка, размена на искуства и позитивни, но и негативни со цел да се избегнат понатаму во работењето, меѓусебна поддршка во се она што ќе го иницираме, преку дискусија, доаѓање до исподелување на идеи, креативни идеи, доаѓање пред се до успех, она што ни е цел во нашата организација, значи во нашето здружение или секако во нашето училиште. Или со едно име, колаборативното работење, наједноставна дефиниција е можност за тимска работа на едно место во исто време. И сега, што ќе објаснам, сигурно овој поим воопшто не е нов за вас, меѓутоа ќе го објаснам, сакам да го објаснам, имам должност да го објаснам пред се како председател на здруженијето, кој што веќе 3 години, 3 и повеќе години функционира, а благодарение на што и денес сме и во толку голем број на вебинарот, е пред се нашето колаборативно работење. Се запознавме на месенџер, се запознавме на социјалните мрежи и едноставно решивме да градиме здружение заедно со вас од 17 оснивачи до бројка од 800 активни членови или 100 координатори во училиште. На што сакам сега да упатам голема благодарност. Само да кажам дека официјално сме регистрирани на 12 март 2021 година како Здружение на оделенски наставници и учител со седиште во Битола. Кога зборував за колаборативното работење, ние заедно ја креиравме нашата мисија и визија на училиштето, на здружението, се извинувам, да се промовира и реализира квалитетно образование во оделенска настава и да се афирмира ликот на учителот, а наша визија кон која што се стремиме е современото и квалитетно образование во оделенска настава, а ликот на учителот е највисоко почитуван од целата заедница. Зошто сакам да ја поврзам оваа тема пред се со работата на здруженијето, бидејќи колаборативното работење овозможи да градиме и да ги градиме нашите компетенции, првен како поединци наставници. Во чест на браќата на сесловенските просветители, прва активност ни беше да креираме дигитална збирка, во која што сите наставници што се пријавија креираа, напишаа творби, поетски и прозни творби, а дигиталната збирка ја изработи колешката Марија Богатиновска, која што можам да речам во наводници е главниот виновник на сета она дигитална поддршка што има моментално и овој состанок што го имаме, и таа е нашата техничка поддршка од која што сите доста учиме. Вашите творби, песни да се наоѓаат и во вежбанки од учебници посветени, во учебникот, се чини за 3-то или 5-то деление, една од творбите посветена на браќата Свети Кирил и Методи.
Следна активност во која што го започнавме заедничката соработка и со вас како наставници, бе активностите преку Facebook групата во чест на одбележувањето на 5 октомври, делот на учителот и наставници од цела Македонија со вашите креативни идеи споделувавте со цел и ние да си го примениме во нашите училници. Она што посебно сакам да го нагласам е посебен белег на нашето здружение е поканата од Факултетот за образовни науки Штип од професор доктор Кирил Барбареев, кој што не покани токму на првиот академски час на студентите да дискутираме на тема училиштето огледало на општеството и подпишан е меморандум со факултетот за соработка. На самиот настан присуствува деканот, продеканот, професори, но она што не е посебно важно, сите како оснивачи имавме можност и да ги презентираме и да дискутираме на специфични теми, и во време на корона да организираме ваков настан, а морам да нагласам, гледајќи фотографијата на присутни, дека имавме поддршка од представник кој што присуствуваше од Биро за развој образование, советникот господин Ванче Маневски, до кој изразувам посебна благодарност за поддршката што ни ја дава во нашата мисија како здружение. Следен настан што го организиравме во големи рамки, кој што одеше и на YouTube, значи растевме во истата година, беше поврзана со инклузијата на ученици со посебни образовни потреби, со воведувањето нели во новата концепција. На наше големо задоволство, говорници беа директорот на Бирото за развој за образование, господинот Зекирија Хасипи, како и представник од Министерството Душан Томшич и екип, значи тим од наставници, специјални едукатори и рехабилитатори кои што работат во Центарот за поддршка и во Ресурсниот центар Кочо Рацин Битол и Центарот за поддршка на учење Ѓорги Сугарев и наставници практичари кои што веќе работеа, значи со ученици со посебни потреби. Споделува искуство. Сега, кога првата година растевме колаборативно и се договаравме кои активности да ги спроведуваме за јакнење на компетенциите, како идеја дојде обуката за Canva, напредно ниво на Canva, од колешките, значи Марија Богатиновска и Марина Станиславова, со што ги започнавме вебинарите и се зголемуваше бројот на членови кои што навистина сака да научат и да ги практикуваат нели сите оние, ајде да речем, компетенции кои што ги развива во пракса. Обуката имавме обуки за Canva, од колешката од Прилеп Габриела Стевананджија за обука за Learning Apps и од колегата, да речеме, од Прилеп, кој што ни овозможи обука за Метигон. Она што математички примери, како да ги примениме во наставата по математика. Благодарност до професорот Дејан Илиев, кој зборуваше за акцијски истражувања на успешен наставник. Ги гледате постерите. Колешката Јадранка Клисарова, нашата писателка, поетеса, ни ја враќаш, не воведе во лектирата и како да доприме до детското срце, нели, да доведиме лектирата да биде поблиска до децата, и ценетиот колега, предавач Сатки Исмаили, кој што имаше еден долг вебинар околу 2,5 часа за професионален развој и односот меѓу менторот и приправникот. Следните 3 вебинари кои што беа вистина доста посетени и интересни, беа од колешката Сонја Трифуновска, зборувам за координатори наши во зон учител, со еден прекрасен вебинар за критичко размислување во наставата македонски јазик. И морам да кажам, 2 вебинари, прв пат и за родители, поврзани со психолошки аспекти на врсничко насилство, посебно со случајот во Белград, нели со училиштето во Рибникар, како тема која што допре до сите нас и ние решивме и кај наставниците и кај родителите да ја начнеме, да речеме, оваа тема која што е доста осетлива. Сите овие идеи, зошто ги спомнувам, се колаборативни, секој од нас даваше идеја каков вебинар ни е потребен, каков вебинар сака членовите во зон. Бидејќи имаме ученици со посебни потреби, имавме вебинар одличен за ученици со оштетен слух во мојата училница, но исто така имавме вебинари за емпатија кон надарените и талентираните во образовниот процес, благодарение на нашите предавачи, професор доктор Викторија Волак и професор доктор Љупчо Кеверески. Последните 2 вебинари кои што ни беа, значи пред да започнеме со овој, беа вебинари поврзани со еколошко образование и климатска писменост.
вебинари кои што беа премногу интересни и со практични примери. Колешката Билјана Арсова, инаку наш координатор, не запозна со нејзиниот изборен предмет, кој што во 4-то и 5-то деление може да го користи, име објави на страната на биро. Исто така со Екологик, како и со други издружени, имаме подпишан меморандум за соработка. Како растевме и следеа идеи, пренесовме иницијатива, значи во она колаборативна соработка растевме со идеите ваши. Морам да упатам јавна пофалба до подрачната единица на зона учител во Куманово и нивните бројни активности кои произлегува од нивните идеи, благодарение на координаторот Душица Акимовска и сите координатори од Куманово, кои можеби најголемото членство го имаме во сите училишта во Куманово, кои што организираа бројни манифестации. Јас бев поканета како жири комисија на нивниот одличен проект Поети емитираме, изразно рецитираме во соработка со библиотеката со која потпишавме меморандум и со огромна поддршка од општината, од градоначалникот и од нивните институции. Посебна благодарност. Сега преминуваме на проектите, значи растевме со идеите, прифаќавме различни идеи и организиравме меѓународни проекти. Првиот проект ни беше нашата училница низ објективот на дигиталната технологија, од кој произлезе дигитална збирка од наставни практики од 104 сценарија, кои што се објавени на нашата веб страна. Сите наставници и ученици кои што беа вклучени во проектот добија пофалници и благодарници. Координатори бевме јас, колешката Весна Бошковска, Тамара Миличевиќ и Жана Бутулија од Република Српска и од Република Србија. Дел од активностите ќе проследиме преку фотографии. Потоа имавме креативна примена на нови техники, одличен прирачник и проект организиран од колешките Зорица Дамчевска и Сонја Трифуновска. Исто така го имате и на Facebook страните, значи за секој проект отваравме посебни Facebook страни, каде што споделуваат различни идеи и може да користите, да ги примените одличните идеи од колегите кои споделуваа. Училница Соретка Добрина беше следниот вебинар во кој што нашите ученици и ние како наставници се вклучивме во една мисија да се запознаеме со ретките болести и учениците и со тоа да ја шириме емпатијата, односно да развиеме свеста. Прекрасни активности кои исто се наоѓаат во Facebook страната Училница Соретка Добрина. И последниот проект организиран од тимот од наставници од Куманово, колешката Николина Милевска и Маја Попарсовска, каде што мислам дека цело училиште или сите оделенски наставници се членови на ЗОН. Одличен проект, мукта на учителот во градење на идната професија, во која што ние се запознавме, односно децата одеа во посета на бројни професии и мислам дека Facebook страната е преполна со интересни професии, вклученост на родители, наставници, ученици. Ова беше делот со проектите и ќе завршам со делот на меморандумите, кои што ни се многу клучни, да бидеме препознаени од институциите, како идеи доаѓаат со кои да соработуваме, со кои институции ние треба всушност постојано да сме во контакт. Првиот меморандум ни беше со Факултет за физичко образование, здравје и спорт при УКИМ. Го напоменав, да речем, меморандумот потпишан со Факултетот за учители, односно Факултетот за образовни науки Гоце Делчев Штип, Друштвото за графички услуги и дизајн Арс Ламина. Вие сите често ги користите ресурсите објавени на литература ресурси, имавме и заедничка работилница организирана од страна на Арс Ламина. Еве ги со библиотеката Тане Ѓорѓиевски од Куманово, нашите координатори кои што беа на потпишување меморандум, како и со Сдруженијето на турски просветни работници. Библиотеката ни е голем соработник во Битола, значи библиотеките се отворени за соработка со наставниците, каде што во Битола заедно со мои членови и координатори до училишта бевме посети одличен настан со директорот на библиотеката и Друштвото за Сдружение за развој на ромска заедница СУМНАО, со кој што реализираме проекти. Тука е колешката Билјана, со кој што со чие Сдружение Калидус потпишавме меморандум за соработка, имавме заеднички вебинар, значи поврзан
со Erasmus Plus проектите и со Друженијето со екологик, нели, кој што имавме и 2 настани, 2 вебинари и подпишан меморандум. Последниот од серија меморандуми ние со библиотеката Феткин во Кавадарци и со просветно дело меморандум за соработка, која што секако ќе продолжи како и со другите здруженија. Почитувани колеги, јас сакав да ви нагласам дека можеби 10 минути или 15 ќе одземам не во представување на зон учител, туку како со колаборативна соработка на 17 оснивачи кои што се запознавме само преку месенџер. Решивме да соработуваме, да градиме едно здружение, да правиме една мрежа на наставници која што заедно ќе работи на подигање на достоинството на наставниците. Бидејќи соработката е процес на заедничка работа за да се постигне заедничка цел. А наша цел е да овозможиме соработка на наставниците од Македонија со цел да ги зајакниме нашите компетенции и да одговориме на сите предизвици, а знаеме со какви предизвици се случуваме во нашата воспитно-образовна работа. Но сега мојата насока ќе биде свртена кон соработката на наставниците во рамките на своето училиште, со цел сите ние да се овозможиме успешно функционирање во нашата образовна установа и нашето училиште, колегите, па и пошироката заедница да придонесиме, да биде видливо во средината со повисоки постигања на учениците, да се афирмира во својата средина и секако подигање на образовното ниво на самата заедница. Кои се клучните области на делување во нашиот образовен систем? Јас овде се поведувам од концепцијата за основно образование, веќе 4 години ја реализираме ние во наставата и тоа е многу важно, тоа се совладување на основните вештини, математички, природни науки, вклучувајќи ги тука и дигиталните компетенции. Потоа е совладување на трансверзалните вештини, критичко размислување, предприемништво, креативност и граѓански активизам, негување на учење јазик и повеќејазичност, за да се обезбеди мобилност во образованието, како и пазарот на трудот и да се надминат културните бариери и пред се обезбедување институциите за образование и обука, да се безбедни средини, без насилство, говор на омраза, дезинформација и дискриминација. Јас нема да ги читам националните стандарди, во интерес на времето ќе ги следите како се отварат, меѓутоа ова се листата на клучни компетенции кои што треба да ги имаат учениците во 21. век, врз кој што се базира и нашата концепција, а треба да ги поседуваме и ние нели како наставници. Споредувајќи ги левата и десната страна, ќе видите дека нашите национални стандарди се всушност усогласени со листата на клучните компетенции за учење според европската рамка. Дигиталната писменост е присутна секаде, а бидејќи ние веќе планираме од 1 до 6 делење наставните програми, знаете дека во воведот на наставните програми се всушност националните стандарди и кои нели подрачја се вметнати во нашите наставни програми по соодветен предмет. Кому се потребни овие компетенции? Како на наставниците, така и на учениците. Учениците, сега ќе зборувам за колаборативно работење на наставниците. Вечерва, мислам да речам, акцентот ќе ми бидат наставниците. Силни наставници, силни тимови, квалитетно образование, убава соработка во секој актив. Колаборативното работење на наставниците е многу важно, првен да функционира и на ниво на стручен актив, бидејќи заедно учествуваат потоа во тимови за изработка на годишна програма и годишни извештаи за работа на училиштето, тим за изработка на самоевалуација на училиштето, развојна програма, екотимови, соработка при изготвување на проекти, инклузивен тим на ученикот, училишен инклузивен тим. И уште многу тимови кои што произлегуваат, во кои што се многу важни овие, ајде да речам, дигитални компетенции за кои што ќе зборувам, да ги користиме за да ни олеснат работата. Во моментот ви го покажувам Google Workspace или Google Suite за едукатори, кои што всушност сите ги имате на вашите телефони и на вашите компјутери. Сега во моментот сте приклучени преку апликацијата на Google, преку Google Meet, вие успеавте да влезете нели новој вебинар без никаква посебна најава, само на Join.
Што значи тоа? Дека ова се веб алатки или апликации на Google, кои што сите ги имаме, многу често ги користиме и ни овозможуваат преку Google Chrome прелистувачот да влеземе и да користиме различни веб страници и услуги на интернет. Повторно ќе нагласам, зборот колаборација кратко и јасно е можност за тимска работа на едно место во исто време, но и може додека едните не се присутни од тимот, другите да работат на заеднички споделен документ. Ова што го гледате како слика ќе го покажам и практично преку работа директно на драйвот. Само сакам да ви ја покажам, ова е моето прва страна која ќе влезам на Google Chrome. Овие апликации што се појавуваат како YouTube, Gmail, Yahoo, Diц, Mon, Baro, Eduino, Дневник и учебници ми се главни, мислам, веб страници за директно да влегувам во нив секојдневно. Како може да се користат, да ги користиме алатките од Google Workspace? Првен треба да имаме задолжителна електронска пошта на Gmail, а знам дека сега сите имаме. Ова е нашата на Зон Учител. Во горниот десен агол веднаш кога ќе си влеземе во нашата електронска сметка, ќе си видиме, еве како е мојата Н за Наташа, ќе ги видиме овие 9 точки, кои што всушност со клик на тие 9 точки ќе се отвори една рамка со икони и таму ни се наоѓаат тие бесплатни апликации. Еве тука ви ги споделувам сите, што сигурно сте ги сретнале, меѓутоа индивидуално можете да проучите некои од нив. Еве само да ги нагласам. Апликациите, символите се препознатливи. Електронска пошта и имейл. Ова е знакот за Google Drive за чување, споделување папки, документи, презентации. За Google Doc е за текстуални документи, Google Sheet табеларни пресметки, Google Slides презентации, уредување, Google Forms е анкети, тестови, прашалници, виртуелни онлайн средби е преку Google Meet, моментално сме ние преку Google Meet, виртуелна бела табла е Jamboard и сега да не читам јас како на англиски, имаме тука наставничка англиски да не ме коригира, Google Classroom, календар, Google Keep, Google Site, вебсайт, сите овие се апликации кои што нудат многу можности за наше организирање и соработка. Ние ќе се запознаеме денес, значи со Google Drive, неговите можности како да ги користиме за колаборативна работа, што значи ова плюс во собирањето, односно плюс додавање во Google Drive, што ќе ни се отворат или кои се оние апликации што ние ќе го користиме и кончиња во секојдневното работење, како да креираме папка, како да прикачиме папки и документи и како да ги користиме овие алатки и апликации на Google. Ќе се запознаеме како да споделиме и да работиме на заеднички документ, а за сите други апликации, мислам дека ќе имаме наредни активности, вебинари и знам дека голем дел може би работат, но имаме многу нови почетници, нови колеги, на кои што навистина сметам дека ќе биде потребно да се запознаат со примената на овие алатки. И сега јас се надевам дека, не знам колку време одзедов, не сум сигурна колку време одзедов од ова работа, но се надам дека се уште го гледате мојот екран. Може некој да ми потврди? Да. Ви благодарам. Се годам теоријата да ја преточам во пракса, во интерес на времето, навистина, може би малце побрзо зборувам, но мислам дека бев доволно јасна во она што го кажувам. Еве ви кажувам дека сега кога сум на пребарувачот Google Chrome, јас навистина си ги ставив најважните веб страници што ми се, бидејќи како наставник, ментор, еве денес видов дека објавен конкурсот за приправници, да го споделам со мојот приправник, редовно ја следам страната на бирото и на Mon со сите новини што ги дават, а Gmail, Yahoo, нели секој добро утро, првен проверуваме што имаме како електронска пошта. Само на плюсот, едноставно кога ќе кликнете, си додавате каква страница сакате да ја имате и нејзината, да речам, линкот од таа страница претходно да го имате скопирано и ќе ви излези како шорткат или една скратеница. Сега сум моментално нели на мојот Gmail, еве ги оние 9 точки, а тука можем директно додам на мејл, но можем и преку 9 точки. Кога кликнувам на 9 точки, се уват сите оние апликации што ви ги кажав од страна на Google, но ќе се посочиме на оние што ни се најнеопходни во редовно работење, најлесни за работа
и со самото кликање вежбање, значи нема што да згрешиме, значи можеме да ги извежбаме. Еве го Gmail, но и од тука можам да влезам, но и од тука можам да си влезам, значи во мојот Gmail. Моментално преку Google Meet сте на самиот, значи линк, преедноставно е, мислам дека најлесен начин за креирање на онлайн состаноци и средби и со ваши ученици како ги подготвувате за на надпревар по математика, по природни науки или нешто друго, дури и, ајде да речем, многу попрактичен од Microsoft, каде што ги забораваја од Teams-от лозинките. Google Drive, ќе обрнеме внимание, еве ги Google Docs, слайд презентации, Sheets, ова табеларен приказ или ќе речам споредба со Excel и ова ни се за анкети и тестирања. Јас преминувам на символот за Google Drive кој што ќе ме однеси во мојот Drive. Значи, ова е секојдневно моје, ајде да речам во наводници, дзиркање на мојот драйв, кој што секојдневно го надополнувам и на работа се влегувам директно преку него и нели во мојата папка за прво оделение влегувам и сум подготвена и за посета на советници, посета увид на час, значи во секој момент сум подготвена да си ги отворам планирањата, да си ги отворам сценаријата или да си го симнам работниот лист кој што сум го подготвила. Но исто така ова папка може да биде споделена со колегите или да не биде заедничка на ниво на актив, како што тоа ќе го кажа. Но ајде вака, бидејќи сите сме веќе тандем наставници, јас би отишла на можноста како и ќе го покажам примерот како да соработувате во тандем наставата, да не биде таа фиктивна, само на хартија. Јас имам папка за физичко тандем настава од 1 до 5. Папката е споделена со наставници кои што работат тандем настава заедно со мене. Кога ќе влезам во оваа папка, овој фолдер, гледате дека тука имам фолдер за прво оделение, второ, трето, четврто, петто, како и оценувањето, нели за прво тромесечие, второ тромесечие, чек-листи и така натаму, се заедно што си правиме. Во папката прво оделение си го имаме планирањето и си ги имаме содржините кои што ги споделуваме за едневник, а си имаме отворено уште една папка, се ни е заедничко, во кој што се споделува сценаријата. Значи, заедно ги прикачуваме, ги читаме, ги разгледуваме и двата наставници сме подготвени што ќе се реализира соодветно на програмата. Значи, можноста што ми ја дава за колаборативно работење, алатката на да речеме на Google Drive е мокна која што возможува да соработуваме, а да не сме на училиште. Да сме во домашни услови во кои што едниот кој ќе прикачи, значи другиот тоа го гледа и може да го анализира или да го изменува. И сега да објаснам како оди тоа. Левата страна имате, ќе ги споделам информациите, може да си преведите и на друг јазик, на македонски, не знам дали на македонски или мислам на српски, јас користам англиски. Нju и плюсот ми ги дават можностите што можам да додадам и да направам. Можам да додадам нова папка, можам да прикачам документ, можам да додадам нова папка, како што се овие тука прикачени. Можам да работам на документи, да си отворам табела, презентација или анкета. Истото можев да го направим преку 9 точки. Значи, дали влезам преку 9 точки за да отворам документ, можам и од тука да отворам. Значи, имам повеќе можности. Потоа имаме Share with me. Пред да одам на плюсот, сакам да ги објаснам. Или споделено со мен. Во Share with me тоа се папки кои што не сум ги креирала јас, туку ги креирал некој друг и ме додадел да работиме колаборативно на тој документ, на тоа папка, на тоа досие. Значи, кога нешто споделиле со вас, вие ќе го најдете во Share with me. Кога сум во My Drive, тоа се мои драйвови, мои папки, кои што ако ги споделам, другите ќе ги најдат во Share with me. Recent е тоа што последно го пребарувам, гледате кај мене тој вебинарот или моите сценарија, дневни подготовки, неделно планирање, во спам, нешто што, значи прве не проверка дали ќе стигни и сакам да го објаснам Trash. Trash е ѓубрето или кога ќе однесиме нешто во ѓубре, ни е страв дека ќе ни се избриши, имаме време од 30 денови да не ни се избриши, значи ако сме го избришали, потоа се предомислиме, само со кликање на трите точки и рестор ќе се врати во сите папки онамо каде што претходно припаѓал, а ако кликнам на Delete Forever, значи нема повеќе враќање. Но и да нагласам, бидејќи се што ќе бришиме, стои тука и држи меморија или капацитет
морам да објаснам колку може да собира овај облак за складирање на податоци, документи, слики, видеа. Гледате дека сум јас малку во портокалова зона, тоа значи дека е веќе доста полн, 87%, и треба ли да направам едно генерално чистење, па да видам некои работи, многу дупло може би ги имам, или да избришам некои видеа, презентации со слики што држат голем простор. Што значи имам уште од 13 до 15 гига, а потоа би требало да доплатам, значи да си го зголемам сефот на меморија, или да се отворам друг мејл за да можам да продолжам да се складирам материјал. Се надевам дека не брзам при објаснувањето, меѓутоа ќе се навратам на сето ова понатаму практично кога ќе работам. Значи сега ќе одам да прикачам папка, да накреираме папка од денешниот вебинар. На плюсот и на New Folder ми се појавува веднаш можност да именувам папка. Она што е можност, например, еве да речем вебинар дигитални компетенции, и веднаш кога ќе кликнем на Create, папката веќе ќе се постави. Значи многу брзо се поставува. Креирана е папката и ми дава можност. Може би да ја именувам, бидејќи нешто ми фали во именувањето, па можам да си додадам денешниот датум, например 09.2024. Веднаш во ред и веднаш се снима, значи нема потреба никаде да приснам сейф, автоматски е снимена секоја промена. Меѓутоа имам многу папки, сакам да се организирам, да ја најдам некако побрзо. За да ја најдам побрзо ми дава можност малку да се шарам, ние оделенците сакаме малце повеќе да играме со бои, па веќе му ставам зелено, папката да биде зелена, ма некако имам повеќе зелени, па ајде да ставам некоја, можеби, еве вака, некоја розевкаста папка, и веднаш ми се издвојува од другите. Истото, кога ќе кликнем на трите точки, ако ми е полна со работи кои што сакам да ги имам на десктопот, можам да се даунлодирам, за еден миг се даунлодира цела папка со сите внатре документи, презентации. Можам да ја споделам, тоа ќе го кажам за споделување, можам да ја префрлам, да ја поместам таа папка во друга папка, да додадам скратеници, но во интерес на времето стварно мислам дека после вебинарот може да си проверите и да видите дека тоа оди лесно, и секако да ја однесам во отпадоци. Еве, јас ќе ја префрлам во моментот во отпадоци, но погрешка го направив тоа и сакам да ја вратам. Повторно во треш, еве ми ја виолетовата папка, на трите точки само на рестор, и ја враќам повторно таму каде што беше. Сега во папката сакам да ставам документи. Нема ништо во неа, што ми отворите ви покажува дека можат да се влечат документи или со ова копче да пренесам. Јас имам подготвени документи. Еден документ е можеби интересен за сите нас, а тој е документот што го подготвив, прилог, измени и дополнување на членови во Законот за основно образование, споделен од Министерството за образование, во кој што се побара мислење од нас како наставници и јавноста да коментираме за предлог измените дадени во некои членови. Истиот документ го имам споделено и со колеги, и со координатори, кои што можете да го разгледате до крајот на месец. И да дадеме мислење да го споделим. На едната страна на документот, изработен во Word, ставив постоечкиот закон со членовите, значи точно член 16 или другите членови, а од другата страна предлог измени дадени од... Ме слушате или некој има микрофон или има пречка во слушањето? Може да продолжам? Да, се слуша. Добро. Некој микрофонот може да го исклуча за да не пречи во предавање, во пренесувањето информации. И јас изедов од предлозите од Министерството новите измени за да правам споредба. Значи да видам што е предложено и каде се додава или нешто се изменува. Така да, во третата колона што ја отворив, дадени се можности како предлози. Дали се во ред измените, дали треба нешто да се дополни, да се избриши и така натаму, бидејќи сме прашани. Значи како наставници, како интелектуалци, како воведени во образованието. Тука ми се ставени сите членови на кои што сакам да размислиме и како тоа да го направам колаборативно, да не е само за мене.
Во моментот, значи, документот можам да го споделам преку файл, да го споделам со други колеги, но најлесно е кога е вака споделуваме, да речем, документи, јас лично, еве си одам преку овие трите точки и велам share. Наташа, извини, ама нема екран, ништо не презентираш, буквата твоја од името твое стои. Да. Сега да, се гледа веќе, да. Добро, благодарам. Фала, Снежа. И јас Кога за тоа дигнав рака, дека ние само гледавме бела табла. Кога, кој период? До кој момент? Продолжи сега како го отвораш документот. Од почеток, кога добро. почнавте дека тоа го земавте законот и измените во законот, вашите размислувања како во 3 колони остана се бело. Значи, Да, сега ајде да видиме дали се отвара сега. 3 чекори вратете. Сега го гледаме веќе предлог закон. Благодарам, благодарам. Ете ова е соработка, благодарам. Значи сега се гледа документот, така? Кај некој не, кај мене не. Не. И кај мене не се гледа. Има ли можност на фул скрин, се извинувам? Не се гледа. Не се Не гледа. се гледа, Наташа, не се гледа. Само буквата на Наташа се гледа. Ништо, Наташа исклучија презентацијата, па пак вклучија. Стоп Но шеринг. презентацијата не. Значи, јас го гледам како... Сега се гледа. Ето. Сега се Чекај, гледа. сега што те гледаше, чекај. Значи заклучокот е кој ќе ја клаиш буквата, кој ќе се исклучиш ти од камерата, ништо не се гледа, стои таму на камера, не се исклучувај. Не, дали сега се гледа нешто? Сега да. Се гледа, се гледа. Ако сега ќе го отворам документот, прибитно ми е дали документот прави проблем кога ќе го отворам. Сега Сега бело дали е. се? Најверојатно бело е, документот е бело. Не знам, затоа што мислам, ајде ќе ја споделиме поинаку, значи и ќе ја споделам повторно, не знам зошто, мислам документот мислев дека се гледа во ред. Сега вака, кога ќе да го објаснам начинот на споделување, ќе видам каде е проблемот. Еве, ви благодарам на сугестиите. Кога ќе кликнам на share, овој документ можам да го споделам. Ме прашува со кого. Ако ги ставам тука мејловите на колегите и да ги имам, при рака, мислам и да ги знам на некои колеги, ќе ги споделам кај нив директно на мејл, да можат преку мејл да го добијат документот за да го анализираат. Но, Значи пак ништо нема, Наташа. Кочи, ништо нема. Нема ништо, Наташа. Сега има. Нешто. Дали е проблем интернетот? Јас сметам дека малку имав проблем со Ајден, дали кога работам онлайн. Што ви се гледа сега во моментот? На буквата. Ната мене се ми се гледа или свртате екран ако сте на мобилен или најдете лево десно по компјутерот друг екран кај што ви се покажува. Ајде во моментот да прашам дали кај сите не се гледа? Вие како отидовте на 3 точки, со кого ќе шернувате и уште си стои предлог законот од едната страна, а другора share, предлог измени и дополнување членови на закон. Значи тоа се гледа, така? Да, тоа се гледа сега, гледам и кај некои други колешки се јавуваат дека се гледа, кај други е бел екран. Значи сепак не е до, може би е до интернетот или до уредите кои гледат. Еве, јас не сум дигитално некој вешт, мислам, користам нормално дигитални алатки како и сите, меѓутоа не знам дали е, ако е кај сите, тоа би било проблем општо од тука. Така да, ајде, јас ќе ја пуштиме. Дали може да продолжам или ако е проблем пак да го објаснам? Продолжи, се гледа. И ви благодарам на разбирањето. Сепак еве онлайн сме, сите сме наставници кои меѓу себе учиме. Значи вака, кликнав на share и наеднаш сакам да го споделам. Не мора мејл, ќе ставам линк. Меѓутоа, линкот што го имам, ако ми е рестриктен, значи нема со кого да го споделам. Морам да кликнам на стрелката и ми се појавува anyone with the link. Најчесто ова го правам кога соработувам со колешки и на брзина сакам да им споделам некоја папка или документ. Во моментот, на сите кои што ќе им го копирам линкот и ќе им го пратам, еве го, со краток лев клик и готово линкот е копиран. Во месенџер, на мејл, било каде, тие ќе го имат линкот, ама се ограничени. Само да го видат
или да спуштат тоа што има, но не можат да работат заедно со мене на документот, да прикачуваат, да бришат и така. Кај сите? Затоа што ништо не променив. Ништо не се гледа. Во ред. Кај мене се гледа, кај некој се гледа, кај некој не. Кај Значи, некој не очигледно дека проблемот е до интернетот кај некого. Кај мене све се гледа. И кај мене се гледа. Ви благодарам инаку презентацијата, ќе Гледа и биде кај пуштена, мене. може да објасниме и на друг начин, само се да го објаснам ова, па ќе Наташа, видиме понатаму. Значи, ќе должиме извинувам. објаснување понатаму. Што Извинувам, кликнам на Наташа. едитор? Дали може, се што го видовме, оние што гледаме го видовме, но најдолу стои едно доне. Добро? Дали тоа го притискав? Да. Значи, штом направам дан и е споделен Значи, линкот, на останатите, нели? Во папка, во тоа линкот им го препраќате, не можат да пишуваат на него, не можат да обработуваат, само добро. да, значи, штом се едитор, сите се равноправни заедно во тимот. Ако е restricted, ако е viewer, само тој што го праќа, другите можат да го гледат, да размислат, да видат, но не можат да учествуваат активно. Затоа, кога ќе го креирате линкот, одите на едитор и сега се сите равноправни во тимот. Го имат документот, можат да пишуваат во исто време. Ќе кажам зошто? Затоа што на крајот, кога ние ви праќаме по 300-400 потврди, го работиме заедно, преку Canva, сите на споделен линк. Кој на прв документ, кој на втор, тоа е она колаборација која што ја имаме за брзо да реагираме. И така да овој документ сега ми е споделен со сите на оние кои што им го пратив линкот. Значи, таа е колаборативниот документ. Можноста, се што правам, само тоа не го кажав, се што правам, автоматски се зачува. Значи, се што пишам во моментот е зачувано. Значи, не притискам сейф, едноставно стои. Стои во самиот документ и тие можности ги има автоматски. Да се вратите, овие алатки ги гледате секаде си исти како во Word-от. Само што е можноста да додадеме колаборативно работење во исто време и нели да не притискаме сейф на секој, да се плашиме дека не е зачувано кога документот веќе ми е зачуван. Освен тоа што во папката ставив документ, повторно на клик плюс јас ќе ставам цела папка, подготвив папка, например, материјали за вебинар. Внатре и ми покажува, штом кликнам едноставно лев клик, ми вели, овде има документи 3, дали сакаш да ги прикачиш. Или 4 сум ставила. Гледате, долу десно, вие што гледате, се појавува што ќе се прикачи од самиот, значи од самата папка и колку се прикачени. 3 од 4. Штом се прикачат сите, ќе светни зелено, како сега, лайк, зелен лайк, што викаме, дека е се прикачено. Тука ми стои, еве некој потребен текст, ова може би како некој вирусче ми се појавило, некој символично. Ставив една кратка презентација, не е поврзана со ова, меѓутоа, ако имате повеќе слики, повеќе мислам или видео, ќе оди потешко прикачувањето, побавно. Ќе се прикачи, но затоа кладов лесна презентација. Во исто време се прикачи слика, се прикачи презентација, се прикачи документ. Значи папката, целосна, како сега што ми е, ова што имам, можам цела да ја споделам со колеги, цела што ми треба, еве со Билјана, може би со Марија, со тие што го подготвувавме, на ист начин, share, значи цела папка, нивните мејлови или не мора мејл, anyone with the link, линкот им го праќам кај Билјана или кај Марија, гледам да бидат едитори, значи овие се чекорите, anyone with the link, копираме, едитор, дан и веќе е папката колаборативна. Но се што менува таму, рачунете дека е менувано. Треба да се нагласи, да речи, може би Марија прикачив јас работни листови, Билјана може би прикачив некој тест, ако работиме на училиште како тим. Значи, тоа се можностите кои што ни ги нуди Google Drive, односно да соработуваме од дома, од на училиште, во време кое што сами ќе си го договориме. Ако некој на училиште попладне на работа, другиот е предпладне, па може да го сработи она што е дадено како задач. Јас тука ве охрабрувам дека мислам дека објаснив, мислам другите алатки ќе ги објасниме, објаснив како се споделува папка, на ист начин се споделува документ,
објаснив како може да соработувате во исто време и ве охрабрувам, ако не сте почнати или ако имате почнато, многу често да користите, бидејќи во джебот го носите во мобилниот телефон и вашето планирање, и вашето сценарио, секогаш сте подготвени, не ви треба USB, бидејќи ова е најбезбедно, најбрзо и најлесно за работа. Јас во моментот мислам дека ќе се исклучам. Со презентацијата. Се извинувам на оние што кажавте дека кај некој се гледа или кај некој не се гледа. Ако беше технички проблем од една страна, ќе кажев со ајден, имам цела недела проблем со интернетот, но сега Билјана, која ќе зборува колешката, ќе видите зошто е потребно овие компетенции, односно овие алатки од Google, да ги користите и да видите колку ќе ви олеснат самата работа. Јас се извинувам долго дека зборував, се надевам дека бев јасна, се трудев да бидам брза и сега препуштам Билјана со нејзиниот дел да продолжи да совладаме темата до крај. Ви благодарам уште еднаш. Само момент. Биле додека да го шеруваш екранот, само да ги потсетам сите присутни да влезат во чет, да кликнат на линкот и да ја пополнат формата на оној фонд како што сакат да им биде изготвен сертификат. Така. Нема проблем. Ајде. Дали е во ред? Колеги? Уште ништо немаме. Јас имам слика. Да. Добро. Чекајте да видиме дали кај сите ќе се појави. Добро, во ред. Ајде, уште еднаш добра вечер од мене. И како дополнување на мојата претходна најава, да кажам исто така дека да дополнам дека покрај останатите мои ангажмани во и надвор училиштето, ја имав и честа да го раководам тимот за професионален развој на училиштето од воведувањето на овој дел од законските обврски, се разбира, за нас, па се до денес. Како што и напоменав, ќе зборуваме за два важни документи, но пред да започнеме, само да погледнеме ова дефиниција која ми остави впечаток додека нели пребарував и повторно се надградував во однос на тоа што е професионален развој. Значи, според Cambridge International, тоа вклучува континуиран процес на размислување, учење и действување за да се унапреди знаењето и вештините на наставникот, што доведува до подобрени наставни практики кои позитивно влијаат на учењето и на учениците. Сега, значи, ќе зборуваме за целта на мојот дел е да зборувам за двата многу важни документи, тоа е личниот план за професионален развој и вториот професионалното досие на наставникот, со цел да ви покажам како лесно и практично можете да ги изготвите овие два документи и се разбира, се надевам да ве мотивирам да започнете со процесот веднаш. На крајот од оваа сесија очекувам секој од вас да започне со создавање на својот план и досие. Сега, што е всушност личен план за професионален развој? Личниот план за професионален развој, или накратко може да го сретнете како ЛППР, е документ во кој ги поставувате вашите професионални цели и активности со цел да ги остварите доколку е возможно и доколку се створат услови за сето тоа. Личниот план за професионален развој не само што ви помага во организирање на вашето учење, тој исто така ќе ни помогне и ќе ви помогне да останете фокусирани на клучните области каде што сакате да се развивате како наставници. Преку него вие добивате една јасна визија за вашиот личен и професионален пат.
Нашиот професионален пат започнува со завршување на факултетското образование и стапнување во училницата, односно во работната просторија наша. Зошто е важен личниот план за професионален развој? Една од главните придобивки од овој план и од овој тип на планирање е тоа што тој ни помага да ги подобриме нашите наставни вештини и да го подигнеме квалитетот на наставата. Исто така ни дава можност да внесеме иновации и нови пристапи во нашиот начин на работа. И кога вие како наставници ќе ги подобрите своите вештини, тоа директно ќе влијае и врз успехот на вашите ученици, се разбира. А ние сме во функција, во таа ни е улогата да работиме за доброто на нашите ученици. Секогаш, кога креирате личен план за професионален развој, размислувајте креативно. Запрашајте се, кои вештини сакам да ги подобрам во следната година? Како моите цели можат да бидат усогласени со целите на училиштето? На кои ресурси да се потпрам за да си ги остварам целите? Сега, јас би ви дала време, но во интерес на времето, нема да го направиме тоа, затоа што ова не е работилница, туку е вебинар, и би ви дала една домашна задача да си направите една кратка вежба после завршувањето на вебинарот и да се размислите за вашите краткорочни професионални цели. Што очекувате вие да направите следната година? Откако ќе си ги дефинираме целите, еве како да го изготвиме нашиот личен план за професионален развој. Тој има неколку чекори, за кои подоцна ќе зборувам дел по дел, но најважно е да направите анализа на моменталната состојба ваша, наша. Кои вештини ги имате и што ви недостасува? Некои може би ни се усовршени, некои ни се многу малку начнати, некои воопшто и не ги ни поседуваме како вештини, како компетенции. Затоа ние постојано треба да се надградуваме и да учиме. Светот се менува и ние нормално учиме секогаш нови работи. Поставете си краткорочни и долгорочни цели. Изберете активности кои вам ќе ви овозможат да ги остварите тие цели. Дали тоа ќе биде обука, работилница, менторство, можеби подолг престој во некоја друга установа. Ги има многу можности, особено сега со програмата на Erasmus+, имаме можност да се надградуваме на многу начини, најразлични начини. Сега, најважно знам дека вам вие од каде да почнеме. Најпрво се започнува всушност со изготвување на план за професионален развој на ниво на целото училиште. Тоа го прави тимот за професионален развој со помош на наставниците, се разбира. Подоцна веќе изготвуваме план за личен професионален развој за секој наставник, секој сам. Тоа е од особена важност, доколку училиштето сака да прерасне во една важна и респектирана образовна заедница, која ќе делува во локалната средина, можеби пошироко во регионот, а најубаво и во целата држава. Изготвувањето на овие планови треба да се базира на претходно добиени информации. Информации за професионалноста на стручниот кадар, стручноста на наставниците и така натаму. Се изготвува тој план преку анкетирање на наставниците. Ние таа анкета ја правиме онлайн, преку Google Drive и преку сите можности кои колешката Наташа претходно ги спомена. Значи, ја правиме онлайн, врз основа на која после правиме статистичка анализа на потребите на наставниот кадар и оттаму произлегува и нашата годишна програма за професионален развој. Тоа верувам така е во сите училишта, затоа што така и треба да биде. Некои тоа го прават во хартиена форма, некои во дигитална, но сепак треба се направи таа анализа. Подобен документ за анкетирање лично, а и за потребите за годишната програма е документот
кој се наоѓа во прирачникот кој го гледате на мојата презентација, прирачникот за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците, стручните соработници. Тој се наоѓа на страна 41 и се вика скала за самопроценка на компетенциите на наставниците. Значи, самиот збор ни кажува дека секој наставник сам ќе си се самопроцени и ќе види кои компетенции на кое ниво ги поседува, кои треба да се надградат, кои се веќе усвоени. Оваа скала е од витално значење за секој еден наставник, бидејќи ако секој наставник реално се самооцени, тој точно ќе знае кои компетенции ќе ги вметне во својот личен план за професионален развој. Значи, многу е смешен делот ако сакаме да препишеме на оваа скала на самопроценка или само така бегло ја пополниме без да размислиме, затоа што таа е од круцијална важност за нас и за нашиот професионален развој. Во текот на месец септември секој наставник изработува личен план за професионален развој и треба првиот дел, за кој подоцна ќе ви кажам, да го достави до 10 септември до тимот за професионален развој. Овој личен план за професионален развој се прави врз основа на скалата која сме ја направиле претходно за самопроценка и во овој дел веќе кога ќе почнеме да го правиме личниот план за професионален развој, се консултираме со овој прирачник, синиот прирачник кој е од голема важност. И на кои двата прирачници, заборавив да напоменам, се изготвени од Бирото за развој на образование МЦГО и УСАИД и се достапни на страната на Бирото за развој на образование. Значи, или само впишете го насловот на пребарувачот и ќе добиете PDF форма од овој прирачник. Значи, овој прирачник се вика основни компетенции, професионални компетенции и стандарди за наставници. Тука сите подрачја на кои што сте се самооценувале на скалата за самооценка, ги имате разглобени, детално разложени и со јасна дефиниција, како што може да видите, и од тука вие може да си земате фактички компетенции кои ќе ги вметнувате во вашиот личен план за професионален развој. Значи, планот за личен професионален развој ќе го работите според овие прирачници, меѓутоа ќе се водите за формата и содржината која треба да ја има овој личен план за професионален развој, ќе се водиме по правилникот кој ја утврдува формата и содржината на ЛППР за наставниците и стручните соработници. Тој е пропишан од Министерството за образование и наука и може да го најдете токму таму. Исто ако впишете правилник за формата, доколку сакате можем да ви пратам и линк подоцна во четот од трите овие документи за полесно да стигнете до нив. Верувам дека голем број од вас ги имаат, ги прочитале, ги разгледале. Овие правилници исто така се во хартиена форма во стручната служба на сите училишта, во 2 или 3 примероци чинам дека се, така што достапни се во секој ќоше, така ако имате потреба, јас ќе ги пратам и линковите. Значи, како што може да видите сега на мојот следен слайд, тука отстрана е правилникот, кој е подреден по членови и точно ни кажува што да запишеме во секој дел од овој личен план за професионален развој. ЛППР е поделен на 3 дела. Првиот дел се вика планирање на професионалниот развој, како што претходно напоменав, тој се доставува пополнет, овој дел кој сега го гледате, пополнет се доставува до тимот за професионален развој најдоцно до 10 септември од тековната година. Тоа е пропишано од министер. Значи, може да се достави во хартиена или во електронска форма. Нашето училиште ги работи овие во електронска форма. Делот планирање се состои од 7 графи и самите може да видите.
Значи во првата графа има општи податоци, горе каде што се во делот општи податоци се внесува називот на училиштето, местото и така натаму. Во графата компетенции се запишуваат најмногу до 3 компетенции, значи може да имате 1, 2 или 3 компетенции. Ако сте, да речеме, толку многу амбициозни, можете и повеќе, но пропишано ни е до 3. Наставникот тие компетенции си ги планира и си ги впишува во овој план. Пак ќе повторам, значи компетенциите може да си ги извадите од прирачникот за компетенции за наставници и стручни соработници. Во графата активности се опишуваат видовите на активности кои ќе ги преземе наставникот за да ги стекне тие наведени компетенции. Значи, претходно споменав кои типови на активности можат да бидат обуки, вебинари, семинари, работилници, посети и така натаму, менторства и слично. Во графата ресурси се наведуваат потребните ресурси. Тука може би малку е дискутабилно, тука треба да се вметнат лица кои би ја одржале обуката институции, нели имаме ние сега и задолжителни обуки од БРО, може да се наведе обука од БРО. Значи, институции, материјални, финансиски средства и друго се што ни е потребно како ресурс за да се доусовршиме. Во графата време на реализација се наведува периодот во кој се планира. Значи, ако имаме претходно добар план, можеме и точно да го наведеме времето, значи ако имате некои конференции кои претходно знаете точно кога ќе се одржат, може да го наведете времето на реализација со точен датум, може да ставите месец, но исто така може во графата на забелешки да додадете дека се уште не знаете кога би се одвивала таа обука и така натаму. Во предпоследната графа очекувани резултати се запишуваат очекуваните резултати по реализацијата на предвидените активности, односно што вие како наставник очекувате како резултат на посетената обука или било кој вид на професионално усовршување. Понатаму следува делот на реализација. Значи, ако првиот дел на планирање сме обврзани да го доставиме до 10 септември, овој дел наставникот го пополнува во текот на целата година и најдоцна до 30 јуни во тековната година го предава до тимот за професионален развој, повторно во хартиена или електронска форма, зависи од формата која е определена од самото училиште. Исто тука може да видите дека има повторно графи 7, но сега се вертикално поставени. Значи, тука си ги ставате времето на реализација на компетенцијата, горе ги наведувате компетенциите или си ги ставате компетенција 1, 2 или 3 само со бројка, примена на наученото, влијание кај учениците, докази, причини за нереализација, предлог за активности, забелешки и така натаму. Стигнуваме до третиот дел на овој формулар, тоа се согледувањата и препораките за реализација. Овој дел се состои од 3 графи, каде што пишува целосно реализиран, делумно реализиран и нереализиран. Овој дел не го пополнува наставникот, по правилник треба да го пополни тимот за професионален развој, кој го доставува до директорот на училиштето, кој на крајот треба и да го подпише. Се надевам дека бев јасна, подоцна ќе ви отворам и јас како Наташа малку на драйво да видите како кај нас тоа изгледа. Сега би преминала во интерес на времето на тоа што е професионално досие на наставникот. Тоа е всушност документ во кој ги евидентираме сите наши образовни и професионални достигнувања. Ова вклучува дипломи, сертификати, обуки, проекти на кои сме работеле. Професионалното досие е всушност вашата професионална историја на хартија. Значи, тоа може да се направи, како што претходно Наташа посочи, јас моето, например, го имам исто на Google Drive,
Секоја обука ми е напишана како се вика и ставен линк на обуката со сертификатот поврзан со насловот на обуката и така имам многу поголема прегледност на моето професионален напредок. Зошто е всушност важно да секој наставник има и поседува и изготвува досие? Досието е од суштинска важност, бидејќи тоа е доказ на вашиот напредок и вашата посветеност во професијата. Досието ви овозможува лесно да ги прикажете сите ваши достигнувања кога аплицирате на некоја нова работна позиција или, например, аплицирате за учество на проекти. Во секој момент вие имате ажуриран документ кој е всушност вашата лична професионална карта. Значи, освен во CV-то кој пишеме јас правев ова, работев таму и така натаму, многу е убаво да се прикачи како дел од CV-то или како анекс на CV-то ова професионално досие. Значи, тоа ни овозможува самите да си го следиме и нашиот напредок, да видиме колку сме постигнале низ годините. Понекогаш да треба да се сетите само, да го немате на хартија, не можете да се сетите колку сте постигнале и колку сте направиле во еден изминат период, но кога тоа го имате на хартија, верувам дека пријатно ќе се изненадите сите вие колку многу сте сработиле во еден одреден период или во целиот ваш работен век. Како да го креираме професионалното досие? За да го креираме професионалното досие, треба да започнеме со собирање на сите релевантни документи. Дипломи, сертификати, докази за обука. Веќе во нашето училиште почнавме да ги дигитализираме, сите оние кои што ги немаме добијаме дигитално, а се во хартија, можете да си ги скенирате или сликате и да си ги прикачите нормално во една папка со докази. Потоа ги сортирате хронолошки, за да имате јасен преглед на вашиот професионален пат. Важно е редовно да го ажурираме досието со нови информации, така што секогаш ќе ни биде тоа комплетно. Сега би сакала да се надоврзам на излагањето на колешката за колаборативното учење и како пример за успешно водење на документација. Да го посочам училиштето во кои двете работиме, каде што преку два проекти, значи нашите идеи и нашите недостатоци ги преточивме во Erasmus Plus проекти за дигитализација на административната работа и наставниот процес и воедно го подигнавме нивото на познавање на дигиталната и медиумската писменост кај наставниците пред се. Имено имплементиравме еден систем базиран на облак, нели, користејќи Google Drive, за споделување на документи и го усвоивме цел пакет G Suite за да работиме и да си олесниме работата. Направивме папки за секој наставник, само да видам да можам сега да престанам да презентирам, за да можам да ви покажам како тоа изгледа. Дали можам воопшто, бидејќи тоа ми е... Нема да можам да ви покажам, затоа што тоа ми е... Чекайте да видим. Аха. Може би да со entire screen. Да, готово, го отворив, пошто настрана е, бидејќи е од училиштето, ама да, можам во овој момент, еве, можам тоа да го споделам. Само кратко и привршуваме. Значи, вака изгледа нашите професионални портфолија, поделени по области. Кај нас имаме и центар за поддршка за деца со посебни потреби, дел за стручните соработници, предметна настава, оделенска настава и нормално некои документи. И сега секоја папка не е споделена со секој вработен, со сите да можат да гледаат. Еве како што гледате оваа папка овде, не знам дали гледате дека покажувам. Да.
Добра. Да. Значи во оваа папка се гледа овде едно човече, тоа значи дека е споделена со сите вработени на кои им требаат документите и прирачниците. Останатите папки се со име и презиме на секој, се извинувам сега вака, на секој од вработените и еве јас ќе си ја отворам мојата папка, чисто да не отворам туги папки, само кај ми е. Еве ја. Мојата папка е споделена само со мене од страна на училиштето. Значи имаме две папки, едната е за планирање на наставата и тука ги доставуваме планирањата, а другата е наречена професионално досие. Во тоа професионално досие јас си имам компетенции, си имам професионален развој, ова што ви кажав дека сите мои обуки се подредени и со линк поврзани со сертификатите. Во друга папка посебно ги чувам сертификатите и се разбира личниот план за професионален развој кој од 2021 го правиме токму на овој начин, го прикачуваме тука, тимот за професионален развој го прегледува, дава сугестии и на крајот го доставува до директорот на училиштето. Да се вратам повторно кратко на последниот слайд од мојата презентација. Најверојатно имаме интернетски проблем. Добро е биле, добро. Така, да. Значи, кратко се навраќам на презентацијата со цел да ви кажам дека би сакала на крајот од моето излагање да си запишете кога ќе заврши оваа обука една краткорочна цел за вашиот личен план за професионален развој и да си направите барем дел од вашето професионално досие со последните обуки, со оваа обука, па ќе се навраќате наназад, затоа што сметам дека треба да започнете со создавање на вашите документи денес, доколку тоа досега не сте го правеле, затоа што континуираното учење е клучот на нашиот успех и напредок. Секој мал чекор што го правиме сега, во овој момент, ќе има голем ефект врз нашата иднина. На крај би сакала да ве охрабрам, значи да ги користите различните ресурси, вебинари, онлайн платформи за учење, литература за професионален развој, поддршката од колегите и менторите. И се разбира, имаме една мотивацијска порака дека континуираното учење е клуч за успех и напредок. Доколку имате прашања, ако ви треба поддршка, на почетокот го има вставено мојот мејл, можете и во чет да пишете, ќе запишеме, ќе контактираме. Тука сум да помогнам, ви благодарам за вниманието и подиумот секако го препуштам сега на нашиот гостин, специјален гостин на овој вебинар и него ќе го најави повторно мојата колешка Наташа. Ви благодарам на сите. Благодарам, Биле, и ова ни е нашето изненадување, со што сакаме да ви ја најавиме нашата специјална гостинка. Не се сомнјам дека голем дел ја знаете, бидејќи ги следевме вебинарите од Едуино, а нашата добра пријателка Милена Игњатова, инаку таа е програмски менаџер за областа на образованието во рамките на SmartUp, лабораторија за социјални иновации Скопје. Го започна својот работен век од 1999 година, значи, сега работи, значи, работејќи 21 година како предметен наставник по англиски јазик во училиштето Лазо Ангеловски во Скопје, а последните 5 години работеше на позиција помошник директор. Во рамките на SmartUp беше одговорна за проектот Едуино на позиција проект менаџер. 25 години е вклучена во образовните процеси, многу добро запознаена со нашите предизвици и затоа би сакала нејзиното искуство врска со професионалниот развој, а нас преку Едуино ни беше возможен да станеме Едуино амбасадори и учесници во многу проекти, па би сакала сега и Милена
да ни пренеси нејзината порака поврзана со нашиот професионален развој, нашето доживотно учење. Повели, Милена. Милена? Колеги, се слушаме и другите? Да, Наташа. Да. А Милена да не... Милена, може би ќе треба само микрофонот да го... Ајде. Да го... Слободно. Да, пишува за микрофонот. Сега е добро. Приеска, предпоставувам, Марија, кога ги исклучи сите, па и мене ме блокираш. Нема проблем. Да. Тоа микрофонот да исто време слушани. Јасно. Пред се добро вечер на сите. Многу ми е драго што ве гледам вака во голем број ентузијасти кои што сакаат да стекнат нови знаења, вештини и компетенции. Благодарам, Наташа, прво за поканата и на целото здружение Зон Учител. Секако огромна благодарност за сите што сте членови на Зон Учители, бидејќи меѓу вас сега тука јас познавам многу луѓе, многу пријатели со кои што имам позитивни искуства, така што ова денеска гостување на Кусо, ќе речам, на кратко, ми е навистина едно пријатно искуство кое што сакам, меѓу другото, и да ви се заблагодарам за тоа на Зон Учители. Исто така, браво за Билјана, браво и за Наташа за излагањето, вечерашното излагање. Јас внимателно ве следев и сакам едноставно само неколку поенти на сето она што вие денеска вечерва го кажавте тука пред сите. Искрено ме вративте назад во деновите кога јас бев наставник по англиски јазик и пред многу години кога се запрашав што бараме ние од нашите ученици. Ние од нашите ученици бараме континуирана работа, од нашите ученици бараме да се самооценуваат, од нашите ученици бараме да учат за знаење, а не за оценки. Така што мислам дека ова прашање си го поставив токму многу одамна и првото нешто што ми се наметна, бидејќи навистина како професија наставник, едукатор, ќе речам, и па и воспитувач, се е воедно, морав да расчистам сама со себе како ќе ја гледам чашата, дали е полупразна или е полуполна. Јас искрено решив да ја гледам дека е полуполна и она што за мене беше важно и кое што сметам дека секој наставник треба да го поседува е тоа дека треба да бидеме самокритични, значи да знаеме исто така да се самоевалуираме, тоа Билјана и го спомена во одреден момент, заради тоа што го бараме тоа и од нашите ученици. Секако да учиме од сите оние можности што ни се понудени за да научиме, а не само за да ставаме сертификати во нашето професионално досие. Секако дека тоа е многу важно, но не е најважното. Многу важна работа е тоа дека мораме да прифатиме дека професијата налага секојдневни предизвици, секојдневни новитети и дека во тоа мора да биде вклучено секако и доживотното учење на професијата едукатор. Па од тука и тргнав дека сакам да го наречам проблем, туку дека секој проблем сакам да го наречам предизвик.
и дека од се можам да научам, дури дека можам да научам, од се нешто можам да научам, некаде ќе научам како треба, а некаде ќе научам и како не треба. И она што е исто така многу важно, се сеќавам дека јас на моите ученици тоа им го кажував, да не се плашат да сгрешат. А некако ние повозрастните се плашиме да сгрешиме, па тогаш може би не сакаме да си ги признаеме грешките, повлекуваме и самокритичноста и така натаму. Мислам дека од грешките се учи, барем јас многу учам од грешките и од секоја моја грешка можам да научам и меѓу другото, како што ги учев и моите ученици, отворено да кажам и да поставам прашање за се она што не ми е јасно. Така што тоа се еве да речеме некои мои поенти од вечерашното излагање и на Наташа и на Билјана, но меѓу другото целосно се согласувам и со двете дека професионалниот развој и развојот на сите компетенции кај наставниците, нели од се она што претходно го кажав, се многу важни и дека за разлика од можеби од минатото, денеска веќе имаме повеќе можности како да ги постигнеме овие компетенции, како да ги развиеме. Многу одамна, јас знам дека посетував како наставник по англиски, посетував дигитални обуки кои што беа на англиски јазик. Мене не ми представува проблем да ги следам, но на многу од моите колеги во училиштето во кое што работев навистина им представуваше проблем. И јас на таков начин ги стегнував моите компетенции. Едноставно следев се што ќе ми беше потребно, без разлика дали може би ми е во доменот на интерес или не, но едноставно сметав дека ќе одвојам време и сакам да инвестирам во себе. Затоа што развојот на моите компетенции не го гледав како инвестиција која што ми е наложена од страна на училиштето, или пак од страна на законот, или пак од страна на Бирото за развој, или пак од страна на Државен просветен инспекторат, кога ќе дојде во интегрална инспекција. Туку едноставно тоа беше нешто лично за мене, каде што јас сметав дека моите компетенции потребни се да се надградат. И искрено да ви кажам, секојдневно, иако сега не сум вклучена директно во наставниот процес, работам како програмски менаџер во Смартап лабораторија за социјални иновации, но секојдневно ги надградувам моите компетенции. Нормално сега можеби малку поинаку, не онака како што го правев тоа додека бев наставник, но мојот професионален развој едноставно не знам каде ќе ме однесе во мојот живот, работен век. Така што, она што би сакала да ви го посочам, еве како еден почеток, каде можете да ги стекнете компетенциите во Македонија, оние кои што ви се потребни, секако дека секогаш Бирото за развој тука не стои на располагање онолку колку што нормално и тие може да понудат, но меѓу другото и невладиниот сектор многу нуди можности за развој на компетенциите на наставниците. Така што, она што прво би сакала да го најавам, дека во моментов е отворен еден повик за основните и средните училишта во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина, кој што се спроведува од страна на Коалиција на младински организации сега во партнерство со Македонскиот центар за граѓанско образование, првата детска амбасада во светот Мегеш и секако Смартап лабораторија за социјални иновации, а финансиски е поддржана од Детската фондација Песталоци. Така што доколку вашето училиште веќе овој проект е функционален, значи започна во 2023 и веќе имаме во рамки на проектот 25 училишта кои што во случајов се 13 основни училишта и 12 средни, што значи од повикот е и за основни и средни училишта, и меѓу другото во рамките на овој проект е вклучен професионалниот развој на наставниците и стручните соработници, што значи имаме градење на капацитетите на училиштата. Меѓу другото, морам да бидам искрена, како бивши e-twinning амбасадор, значи во на e-twinning платформата бев присутна уште од самите почетоци и на почетоците се стекнав со звањето e-twinning амбасадор. Навистина на самата e-twinning платформа можете да најдете многу вебинари и семинари, така тие ги нарекуваат, каде што можете да се стекнете со потребните компетенции. Јас гледам дека деновиве делот e-twinning, делот Едуино амбасадорите, кои што се наши
особено драги едукатори, веќе стануваат и твининг амбасадори и меѓу другото тие одржуваат различни вебинари на македонски јазик, кои што секако можете да ги посетите и да се стикнете со овие компетенции. Секако Наташа тука и го спомена неколку пати, тука е Едуино порталот нуди неограничен број на можности, особено за вас оделенските наставници, затоа што таму имате активности, ми се чини дека има некаде околу 1200 активности кои што може да се спроведат во рамки на училницата со учениците, а меѓу другото и на самиот Едуино портал имате и многу вебинари кои што можете да ги проследите, да развиете различни видови на компетенција, тренувајќи од методи и форми на работа, од дигитални алатки, потоа од инклузија, па не знам што се не уфатив тука. Значи и само оценување, видови на оценување, следење на постигнувањата на учениците и така натаму. И сега она што ми е особено драго вечерва да го споделам со вас е тоа дека во меѓувреме, значи во текот на оваа година започна и еден портал кој што е всушност наречен за портал за професионален развој и тој се вика EduLab. Него можете да го најдете на edu.innovationlab.mk. Со тоа што ќе го ставам евентуално и линкот до порталот на во чатот, па евентуално ќе можете да пристапите до него, со тоа што за да пристапите на него имате можност да проследувате дигитални курсеви, различни дигитални курсеви кои што можете да ги поминувате во ваше време, кога вас ви одговара и да ги следите видеолекциите кои што се понудени, дуни се понудени и упатства и ресурси, така што значи PDF материјали кои што можете да ги преземете на вашиот компјутер и да ги користите во вашата секојдневна настава. Секако, дека на крај на самиот дигитален курс следува и дигитален сертификат кој веднаш ќе ви биде изгенериран на самиот профил кој што треба да го креирате, односно треба да се најавите на EduLab за да креирате профил и потоа да влезете во самиот дигитален курс. Во моментот достапен за сите вас е дигиталниот курс кој што е наречен тренинг за сабер безбедност за едукатори, така што доколку сакате да научите малку околу дигиталната писменост и поставките на социјалните мрежи и како тоа да се го уредите, да се заштитите, а воедно да ги научите и вашите ученици како тоа да го прават, можете тоа да го научите на тој курс, но ќе забележите дека има и други курсеви кои што не се однесуваат за професионален развој за наставниците, но има еден кој што е веќе поставен и тој се нарекува примена на ИКТ алатките во секојдневната настава основно ниво. И тоа некако се надоврзува на она што Наташа го говореше. Значи, за сите вие што вечерва можеби не успеавте да научите како да креирате папки во Google Drive, како да креирате документи во Google Docs, како да ги споделивте од причина заради тоа што имавме проблеми со интернетот и секој различно прима, значи тоа е нешто што не е непознато за сите нас, па еве и јас во моје име да ви се заблагодарам на соработката и трпението. Значи, на овој дигитален курс ќе можете да ги стекнете овие компетенции, затоа што таму се објаснува и Google Docs, и Google Forms, и Google Slides, меѓу другото е Learning Apps, сега да не заборавам никоја алатка, значи има некаде околу 5-6 алатки, кои што се меѓу другото и колаборативни и можете да ги користите во рамките на училиштето, но можете да ги користите и со вашите ученици. Така што примерите, вежбите и упатствата што се понудени се повеќе насочени кон соработка, морам да кажам, со учениците, но тоа не значи дека вие не можете истото тоа да го примените во рамките на вашето училиште, како што ни покажа Билјана со тимот за професионален развој, така и со останатите тимови во училиштето кои што функционираат. Сега ова е многу важна работа и затоа го спомнав повикот на почетокот, бидејќи овој дигитален курс ќе биде достапен се до остварување на целите на проектот, бидејќи тоа е изработен во рамки на проектот промоција на безбедна училишна средина. Така што
Очекуваме тој да ги исполни целите во јануар месец, но тој е веќе готов, но имаат пристап само проектните училишта, односно едукаторите од проектните училишта до остварување на проектите, до целите на проектот. Така што доколку се мотив за дополнително да ги се ангажирате во рамките на вашите училишта, да аплицирате и да евентуално да бидете избрани како проектни училиште и тогаш веднаш ќе добиете пристап до овој дигитален курс, а доколку не успеете или пак воопшто не аплицирате, во тој случај достапноста ќе ви биде возможна во јануар. Така што оно што Билјана ви го даде како задача, се условна задача, да си испланирате или креирате да замислите една компетенција, некоја краткорочна компетенција. Еве денеска можете да се ставите дека сте учествувале во вебинар, но да речеме можете и да испланирате дека во јануари или февруари ќе поминете дигитален курс за ИКТ алатките, каде што ќе ги научите истите и многу повеќе алатки од тие што ги спомна вечерва Наташа. Така што можете слободно да планирате и затоа што секој пат кога јас знам дека кога јас го планирав мојот личен план за професионалниот развој и доколку немав информација кога ќе бидат обуките, како можеш да знаеш кој месец? И секогаш пишувавме тековно во учебната година. Така што сега овдека имате најави дека тоа ќе се спроведе, бидејќи тоа е веќе готово и направено, но ќе биде отворено за сите едукатори во државата од прилика некаде во јануари. Секако следете го SmartUp, лабораторија за социјални лабораторија за социјални се збунив се, извинувам. Значи, јас се обидувам да не зборувам многу, ама Наташа некако тешко ни одева, неколку пати го дискутиравме. Значи, следете на социјалните мрежи, ако не и следете не, сите информации редовно ги доставуваме таму, така што навремено ќе бидете информирани кога овој дигитален курс, а и други два ќе бидат достапни за сите во државата. Сега, на крај, Наташа, ние SmartUp немаме соработка и тоа ми е жал на вистина кога ги зборуваше сите оние меморандуми за соработка претходно, на вистина ми е жал, но секако верувам дека ќе го направиме и тоа во некој брз период, но веќе сме во преговори со Наташа да организираме еден вебинар каде што конкретно ќе зборуваме за сите чекори кои што треба да ги поминеме во рамките на креирањето на личниот план за професионален развој. Наташа? Благодарам Милена, благодарам Билјана, благодарам колеги, ви имаше околу 450 вечерва, а често некои испаѓа и се враќаја на вебинарот. Пред се час и половина време за професионален развој, мислам дека е повеќе од доволно. Морам да кажам дека некако ни е слаба алка тимската работа на училиште заради недостиг на време. Токму овие алатки ќе овозможат да најдеме време, значи за соработка и кога не можем предпладне да завршам работата попладне, за да се чувствуваме дел од тимот, како што сакаме нашите ученици да учествуваат во тимска работа, така и наставниците заедно. Ем ке се дружиме, ем ке соработуваме, сите заедно ке се радуваме на успехот што сме го постигнале. Зон учител расти со вас. Сите вебинари произлегуваат од вашите потреби кои што ги пренесувате. Ве следиме, значи, на социјалните мрежи со сите предизвици кои што ги имаме. Верувајте дека секој вебинар произлегува од колаборативна соработка и пренесеност од страна на координаторите. Ке укажам голема благодарност до координаторите кои што навремено споделуваат информации. Ке не извините ако до некого навреме не е стигнат линкот. Учиме на собствените грешки, меѓутоа без овој тим од 17 оснивачи со кои што почнавме буквално од некоја нула, да сме здружени од 800 души заедно со вас, 800 просветни работници, за нас е гордост во овие 3 години. Колеги, само да подсетам, во чет е ставен формуларот во Формс, од алатките за креирање на
ајде да речеме на анкети, на вистина да се изработат потврди за присуство за 450, барајки ве само преку мејл е многу тешко и затоа преку ова анкета каде што го внесувате вашето име, презиме со кирилични или латинични букви, многу ќе ни овозможи, ќе ни олесни работата да го потврдиме вашето присуство. Значи, видете го формс, ако може некој колега да ви го препрати, а сте присутни, јас знам дека голем дел ми напишаа веќе дека не може да бидат достапни, а ги гледам, значи дека се присутни, се е до интернетот, но ве молам некако помогнете си, затоа што за може многу полесно да изработиме колаборативно вашите потврди за присуство. Јас во интерес на времето ве не знам дали може да слушниме некој ако има прашање да се договориме за следни активности, дали мислам дека час и 45 минути е сосема доволно, ако сакате нешто напишете во чет, во интерес на времето и сите колеги, мислам дека е во ред да ја завршиме вечерашнава заедничка средба или вечерашниот вебинар. Ви благодарам уште еднаш, колеги, на присуството и се гледаме за брзо во месец октември со следна активност од нашиот професионален развој. Дали има некој за... Марија, јас мислам дека е доволно. Мола? Извинувам, Наташа Милена Вилјана. Голема благодарност, но цело време излегува дека неколку луѓе дигаат рака, најверојатно сакаат некои прашање да постават. Доколку можете да ги видите, Оливера Најдовска, Вероника Зафировска. Ајде да видиме, значи во интерес на времето нема проблем, значи слободно може, ако еве сме конкретни, тука стоиме на договорете се да не располагање. видите дека не сте ги спочитувале, а цело време ни го посветувате Да, на. не гледаме затоа што кога ќе споделиме презентацијата, не се гледа. Марија, може да видиме кои колеги. Еве јас, Оливера. Чедеме. Дали може Оливера? Вероника Зафировска, Драгана Стевковска, Оливера. Да, ги видов трите колешки. Дали сакат прашањето или да видиме дали можат самите микрофонот, мислам дека автоматски е затворен. Како Слободанка, ти што зборуваш, ми се чини дека може да се јави колешката. Наташа, јас мислам дека може секој. Пред тоа бевме заклучени, сега не отклучивме. Може би е грешка кај колегите, може би сакале да дадат аплауз, а скренале раче, затоа може би не се ни јавуваат. Ајде да дадеме минута-две па. Да. Не, Слободанка, затоа што гледаш дека и на почетокот некој ќе влези веднаш со микрофон, а потоа сите ги исклучуваме, сите заедно. Значи, таа е причината, ако се Вероника и Драгана, бидејќи имат подигнато рака, слободни, или ако нешто нејасно видовме дека има и технички проблеми со интернет некаде, значи слободно стоиме на располагање. Во интерес само нагласувам на вистина формс да се пополни, бидејќи ќе мора после според тој список што ќе го симниме колаборативно сите да работиме, да средуваме потврди и мислам за присуство. Доколку Вероника и Драгана, мислам еве се извинуваме ако во моментот сакале нешто да кажат, слободно можат да се поврзат, а ако не, ви благодарам, стоиме тука, знаете дека сме достапни постојано за се што треба, слободно контактирајте, ако треба ќе повториме и некој во вид на некој друг вебинар или директно да работиме заедно. Значи, и Милена ви каже, молам. Кај мене е дозволен чатот, ама има колеги реагираат дека не им е чатот овозможен. Да, дали е до кајнив, значи тоа ќе го регулираме, вистина видов дека има колеги кои што се пожалија, ги видов дека се присутни. Значи, ние тука излегуваме во пресред и имаме разбирање секако за овој технички проблем што ги имаме поврзано со интернетот сите од своите домови. Мислам дека сите ќе бидеме испочитувани во поглед на присуството, како што не испочитувавте и вие со вашето присуство. Поздрав до сите вас, се гледаме за брзо со следни наши активности кои може да произлезат секакој од вас и било кој од вас може да се најде од ова страна како говорник, да видите каква трема може да почувствуваш пред аудиториум од еднакви како вас. Значи, ви благодарам уште еднаш, колеги,
Секој добро и имајте убав викенд кој што следува од денот после мутре. Имајте барем убав петок, па потоа прекрасен викенд. Ви благодарам уште еднаш. Убава вечер, Благодариме пријатно. и вам за несебичното споделување и уште многу успешни вебинари. Благодарам. Благодарам.